Нивната филозофија на социјална правда и антиестаблишмент им донесе два пратеника на последните избори. Ова е партијата Левица. Незиниот лидер Димитар Апасиев се проби во политиката преку остри критики и демонизација на останатите политичари, за кои велеше дека преку ноќ станале капиталисти. Тој сепак не открива што поседува пред да влезе во собраниските ходници. Неговиот одговор на нашето барање да ја открие на јавноста што има од димот беше краток. Епа почекајте го анкетниот де. Со идентичен одговор и вториот пратеник од оваа партија Борислав Крмов, кој ни одговори дека во овој период не даваат изјави и дека во секој случај тоа ќе го видиме на анкетниот лист. Дали вратите на собранието се најкраткиот пат за збогатување? Истражувањето на Скоп дојде до податоци кои била дека пратениците што го завршија својот мандат во 2020 година пријавиле имот во вредност од 32,6 милиони евра. По пратенички групи, најбогати пратеници има пратеничката група на СДСМ. Нивните функционери пријавиле имот од 13,6 милиони евра. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН има пријавен имот од 9,4 милиони евра, од кои Иван Коверманчев, пратеник од дијаспората, и Емилија Трајковска не дале податоци за нивниот имот. Од ДУИ 10 пратеници пријавиле имот во вредност од 3,9 милиони евра. Исто толку имот пријавиле и тројцата пратеници на БЕСА. Следува пратеничката група на независните пратеници од ВМРО-ДПМН. Вкупниот имот на овие пратеници изнесува 3,3 милиони евра. Околу 650.000 евра е имотот на тројцата пратеници од Социјалистичката партија. Од Алијанса за албанците пријавиле имот од околу 350.000 евра. Колку се пратениците искрени во пријавувањето на имотната состојба? Дали може би тие не го пријавуваат сето она што го поседуваат? Поранешната пратеничка од Дом Лиле Поповска е убедена дека пратениците не го прикриваат имотот. Да, верувам дека така прават најголем дел од пратениците, затоа што се е видливо практично, нема што да се скрие. Македонија веќе има институции кои што се занимаваат со следење на имотот на функционерите и се е видливо. Прашање е само на институциите во одредена моментална состојба колку сериозно и редовно си ја вршат својата работа. Но Александар Кажаловски од невладината МЦМС не се согласува со ваквото тврдење. Секако дека може тие што се поискупни посебно економски подковани и со повеќе искуство во пратеничкиот стаж, веројатно лесно може имавме пратеници што немаат никаков имот. Целиот е препишан на името на децата, на родителите, на други места, така да кај нас генерално не се ни отвара дебата, дури кога се откријат случаи, завршува на медиумска прашина 1, 2, 3, бидејќи главно и за тоа и се користи еден куп такви случаи, веројатно стојат по фиоки или заборавени, никогаш не процесирани или не завршени со санкција, со пресуда или слично. Еден пратеник има плата околу 60.000 денари. Се разбира, тука не се вкалкулирани и другите надоместоци, како што се патните трошоци или пак учества во комисии. Ја прашавме пратенишката Поповска дали пратениците со овие примања може да се збогатат. Тешко. Мислам дека неправедно е насочено вниманието на јавноста кон пратениците. Тоа е практично некој како да го одвраќа вниманието од онаму каде што е вистинската мојка и каде што е вистинската можност за збогатување и за злоупотреби преку тоа избогатување. Во основа јасно е дека владата е таа и извршните функции на не само на министри, туку и на директори и раководители на важни институции. Таму е мојката, таму е пенкалото за подпишување буџетски одлуки и таму е всушност и можноста за корупција и за злоупотреба на функцијата. И наместо натаму да се насочи окото и контролата, се оди кон пратениците, некако е поедноставно, затоа што пратениците се изложени на јавноста поради природата на работата, јавни седници и така натаму, така што пратениците се неоправдано на удар. Кржаловски вели дека не е проблемот дали е некој богат или не, туку како, на кој начин го стекнал тоа богатство. Кај нас се уште, за жал, е срамота да си богат, а не и не треба да е, и сметам дека подобро да не водат, односно пратеници да бидат луѓе кои докажале дека заработиле честно во својот живот и заработиле многу, отколку некој на кој ова им е
причина за богатење, така да речем, или причина да се ангажираат во животот, а не направиле многу други работи. Втората работа е ова што веќе го спомнав, честноста. Значи, не е проблем да си богат, ама ако си ги стекнал честно парите. Листата на милионери во пратеничките клупи брои 6 пратеници, по двајца од ДУИ, двајца од ВМРО-ДПМН, по еден пратеник од БЕСА и од независната пратеничка група произлезена од ВМРО-ДПМН. Титулата најбогат пратеник ја носите Ута Билјали од БЕСА со вредност на имот од 3,5 милиони евра. Следуваат Борис Мејковски и Васил Пишев од ВМРО-ДПМН со 2,7, односно 2,1 милион евра. Сашо Василевски од независната пратеничка група има 1,7 милиони евра. Милионерската листа ја завршуваат пратениците на ДУИ Бранко Манойловски и Ејуп Алими со 1,4, односно 1 милион евра. Најбогатиот СДСМ се Александар Филиповски со 650.000 евра, Далибор Богдановски со 550.000 евра, Мухамед Зекири со 430.000 евра, Снежана Калевска со 410.000 евра и Фросина Ташевска-Ременски со 380.000 евра. Од анкетните листови од податоците на платформата ПЕП може да се забележи дека Амди Бајрам пријавил дека не поседува никаков имот, иако во претходниот анкетен лист има пријавено 2 возила. Во ВМРО-ДПМН тројца пратеници пријавиле недвижности во странство. Антонио Милошовски пријавил стан во Ахен, кој го издава за 100 евра месечно. Никола Поповски пријавил стан во Брисел, додека Васил Пишев пријавил неколку недвижности во соседна Бугарија. Земјиште во Албанија пријавил и лидерот на ДУИ Али Ахмети. За имотната состојба кој колку се збогатил и дали некој стекнал несразмерно поголем имот отколку што му е пратеничката плата, следи антикорупцијската комисија. Познато е дека секој оној што станал пратеник или друг функционер мора да го пополни анкетниот лист во кој што ќе наведе што поседува, за кога ќе му заврши мандатот да се види дали има енормно зголемување на неговиот имот. Колку ова се следи од антикорупцијска? Ние како комисија се уште за жал работиме со стар софтвер и не сме во состојба да видиме колку од нив доставиле, пријавиле промена на имотната состојба или судирот на интереси. Ова е стварно голем проблем за комисијата, бидејќи не се работи само за пратениците, значи тука станува збор за голем број на избрани именувани лица, било да е од централна власт, било да е собрание, било да е на локално ниво. Значи ние не можеме да следиме колку лица доставиле промени на својата имотна состојба, дали се зголемила или се намалила. Па соодветно на тоа да покренеме постапки. Новиот закон, изгласан на почетокот на 2019 година, предвидува антикорупционерите да имаат директен увид во банкарските сметки на носителите на јавни функции и да имаат директен пристап од 17 институции во најмалку 64 бази на податоци за вкрстена проверка на имотната состојба. По покрената постапка, антикорупцијска комисија може да бара увид во банкарските сметки, да бара податоци од МВР, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, УЈП, Царинска управа, Агенција за катастар, Централен депозитар за хартија од вредност и уште многу други. Новиот софтвер кој требаше да им овозможи темелна истрага, неполни 2 години стои во депото на Министерството за правда, бидејќи услови за негово инсталирање се уште нема. Како антикорупционерите ги следат промените на имотната состојба на функционерите? Тешко и бавно. Значи се уште оди она хартиена преписка, добиваме податоци од институциите каде што бараме пред се МВР, Агенција за катастар, Комисија за хартија од вредност, Централен регистар, Управа за јавни приходи, значи секаде онаму каде што сметаме дека е потребно да доставиме барање за податоци. Институциите соработуваат, значи непречено ни доставуваат податоци, меѓутоа велам тоа е многу бавен и тежок процес. Во најновиот извештај на Институтот за демократија Societas Civilis се наведува дека од новиот состав на антикорупцијската комисија многумина очекуваа значително подобар пристап во борбата против корупцијата. Таквите очекувања се исполнија, бидејќи подновената комисија отвори многу случаи, голем дел од нив против етаблирани сегашни и поранешни функционери.
Тоа што во борбата против корупција се забележа во 2019 година во услови на зголемен број случаи покренати од Државната комисија за спречување на корупција е недостаток на фокус. Во земја каде што корупцијата е расширена, институции не може да се борат против корупцијата на сите фронтови. Некои од пратениците ја прикриваат вистинската и реалната состојба и наоѓаат начини како да не пријават нешто што дополнително го заработиле. Платформата ПЕП често откривала вакви случаи. Имено во Законот за спречување на корупција постои така наречена дупка со која лесно може да се заскрие дополнително стекнат имот. Во членот 96 се наведува дека доколку функционерот сака да скрие имот, префрлајќи го на член на семејство, ќе биде покрената постапка. Но во дефиницијата, како член на семејство се сметаат само оние кои живеат во истиот стан со функционерот. Доколку постојат докази дека член на семејството или блиско лице на службеното лице се стекнал со значителен имот за време на вршењето на јавните овластувања, односно должности на службеното лице, кои ги надминува неговите редовни примања, а постои основано сомневање дека службеното лице со намера да го прикрие потеклото на имотот префрлил имот на тој член на семејството, односно блиско лице, Државната комисија ќе иницира покренување на постапка за испитување на основот за стекнување на имотот на тој член, односно блиско лице. Кржаловски вели дека токму парламентот е поволна институција за тргување со влијание што им дава можност на пратениците за незаконско богатење. Според него, иземањето на огромни суми за патни трошоци е доказ дека пратениците сепак парламентот го гледаат како можност за добивање повеќе средства. Но и тој потврдува дека системот за следење на имотната состојба на пратениците е нетранспарентен и комплициран, што покажува дека нема некаква голема волја да се прикаже состојбата со имотот. Парламентот е меѓу другото и тргување со влијание на разни групи од интерес, не само од бизнес заедницата. Ние како и се во држава правиме се да биде по-комплицирано од колку што треба да биде. Например, имаше прво беше борбата да се тоа стави во закон, да биде законска обврска да се пријави имотот. Па потоа беше прашање како ќе се објавуваат, па не беа јавно достапни, тие ги доставувале, никој не можеше да ги види. Па потоа кога почна да се издействува да се објавуваат јавно, се објавуваат во сканирана форма која е тешко да се прегледува. Па и мислам дека ден денес не е тоа направено да е електронски достапно со брзо преверување, веднаш да се најдат таквите ситуации, туку треба да ги поминете сите, па да споредувате рачно, па што е ѓаволска работа плюс, нели? Наместо тоа да биде на клик на едно копче достапно. Пратениците од новиот собраниски состав по конституирањето на парламентот имаат рок од 30 дена да достават анкетни листови за својата имотна состојба до антикорупцијска комисија. Колку тежат пратениците, допрва ќе видиме.